Емпатијата е училишен предмет во Данска. А еве зошто е тоа важно. Звучи неверојатно, но тоа е вистина. Емпатијата е задолжителен предмет во училиштата во Данска уште од 1993 година. И ова може да биде тесно поврзано со фактот дека според извештајот на Обединетите нации од пред неколку години, ова земја беше меѓу најсреќните во светот. Постојат многу причини за воведување емпатија во училиштата. Докажано е дека помага во градењето подобри односи, го намалува бројот на малтретирање меѓу врсниците и помага во деловните активности. Емпатичните тинејџери се многу повеќе насочени кон задачите и целите, наспроти тинејџерите кои немаат развиена емпатија. Со оглед на тоа што целото школување во Данска е многу прогресивно и ориентирано кон развој на основни животни вештини, не е изненадувачки што овој предмет е исто така на списокот во училиштата. Еден час неделно е посветен на часови по емпатија, а ги изучуваат деца на возраст од 6 до 16 години. За време на часот учениците дискутираат за нивните проблеми, без разлика дали се поврзани со училиште или не. Потоа, заедно со целиот клас, тие бараат решенија. Основата на решенијата лежи во внимателно слушање и разбирање. Доколку се случи да нема проблеми за кои може да се разговара, учениците може да поминат време во уживање и релаксирање. Тоа е нешто што данците го нарекуваат хик, за кое нема соодветен превод во нашиот јазик. Наједноставно објаснување е да се создаде пријатна и интимна атмосфера. Тимската работа е клучна алка во проучувањето на емпатијата. Резултатите од истражувањето покажаат дека 60% од задачите во данските училишта се развиени со помош на тимска работа. Поединците не се истакнуваат, туку се работи за да им се помогне на помалку талентираните ученици на кои им е потребна помош. Со учење заедно, децата можат да научат многу повеќе работи отколку кога се надпреваруваат едни со други за подобри оценки и поголемо внимание. Нашето школување не е ни приближно толку напредно како на Данска и сигурно нема наскоро да имаме можност нашите деца да научат вакви витални работи на училиште, но се надеваме дека со ова приказна ве инспириравме да му посветите време на данскиот начин на воспитување и грижа на вашето сопствено дете.